Почитувани мој добар ден, почнуваме со црвена линија. Груевски ја намести, Заев ја извади, а Мицкоски ја враќа. Оградата од кувано железо се враќа пред владата. Откако се всели во владиниот објект, владата утврди дека објектот е обкружен со нефункционални и нерепрезентативна ограда, па кабинетот на премиерот Мицкоски и даде налог на службата за општи и заеднички работи да почне постапка на враќање. Директорот на службата Ивица Томовски информира дека оградата е несоодветно чувана под надворешни влијанија во објектот на касарната Илинден. Како се чува ограда од ковано железо од надворешни влијанија и која е штетата? Не знаеме, но сигурно ќе треба да се поправи, да се офарба и други некои работи, па да се намести. И така повторно ќе се потроши некој денар од народните пари. Оградата беше поставена во септември 2015 година и платена 700.000 евра од владата на Никола Груевски. 700.000 евра, а за колку пари ја отстрани владата на Зоран Заев во 2019 година не знаеме. На што ве символизира враќањето на оградата во владата? Дали не очекува продолжување на проектот Скопје 2014? Тоа е она централно што ќе дискутираме денес во рамки на ова издание на Црвена линија и секако ќе ве потсетиме дека учество во Црвена линија преку директно и во живо вклучување може да направите и преку вашите коментари, споделувања пред се на Facebook Црвена линија, тоа е нашиот профил, како и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите. Неминовно е да ве потсетам, се разбира како и во секој издание на Црвена линија, задолжително да не заследите и на Инстаграм. Причината е следна, секако она што треба прво да направите, од кога ќе не заследите, да кликнете на Инстаграм стори. Таму ќе има едно прашање кое што секако со нетрпение очекувам да видиме кој како ќе го одговори. Прашањето е дали треба да се врати оградата пред владата. Имате две опции за одговор, да, не. Кликнете на вашата опција, се разбира, и пресметано во проценти, како и секогаш прочем, ќе ги соопштиме резултатите по рекламите. Сега во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Сонја Николовска, а потоа почнуваме со нашата дискусија. Оградата од ковано железо се враќа пред владата. Откако пред 9 дена се всели во овој објект и утврди дека е обкружен со нефункционална и нерепрезентативна ограда, кабинетот на Мицкоски даде налог на службата за општи и заеднички работи да почне постапка за враќање. Директорот на СОЗР Ивица Томовски информирал дека оградата била несоодветно чувана под надворешни влијанија во објектот на касарната Илинден. Беше поставена во септември 2015 и платена 700.000 евра од владата на Никола Груевски. Ја отстрани владата на Зоран Заев пред 5 години. А сега преминуваме на вас. Тоа значи дека треба веднаш да го завртите нашиот добро веќе познат телефонски број 02307 0005. Прашањето за денес е на што ве символизира враќањето на оградата во владата и дали според вас не очекува и продолжување на проектот Скопје 2014. Секако дали и треба да се врати оградата, кои се вашите одговори, се разбира, ќе ги слушнеме во денешно издание на Црвена линија. Напомена да се намали по вклучувањето од режија и целосно тонот на телевизорот и да не се зборува преку спикерфон и интерфон. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Во Црвена линија сме, така? Да, повелете, ве слушаме. Оградата да се врати е најпаметно, зашто кадето може да биде обезбедено, може други објекти да бидат приватни пообезбедени. Па знаеме што се случува во сите држави. Оградата е символ на знак на непречекорување на правата, кај што работат некои одговорни лица. И тие се столбовите на државите што ги водат. И затоа би требало да се врати тој елемент таму кој што бил отстранет некогаш. Па ајде, ќе ги отвориме вратите сите и ќе испаднеме. Колку луѓе ќе бидат ограбени, знаеш?
а не па да не обезбедиме некои личности кои ја одговарат и ја стават главата први на бедемот. Пази, тоа е срамота, веќе ја пречекорисме, не црвена линија, не знам какви линии да ставиме, и ориентална линија, она нирвана линија да ставиш, пак ќе ја пречекора. Тоа е неминовно. Оградата е правилно донесена одлука да се врати. За лична безбедност, не само за тие внатре, него и за граѓаните. Да знаат да се почитува редот и мирот. И да не се играат веќе игри, дај му на ово и таму, врзи го таму. Тоа да престане веќе со играње во државава и да се вратат сите норми и да се запише еднаш во дневник тоа, дека мора да се врати уште построги мерки за вработување на луѓето. Кој нема да... Големо благодарам пред се што бевте и првиот гледач со кој што започнуваме оваа црвена линија и уште едно големо благодарам за вашето учество и одговори. Добар ден. Добар ден. Љупчо, голем поздрав до вас. Требаше да почне емисијата све исто, само njega нема. Знаете зашто? Согласно новите назначувања за директори, фактички добиваме све исто од пред 2016 година и сега со оградата така увертира. Ali изјавата дека надворешните влијанија, овој човек треба да добие Нобелова награда за оваа изјава, да ти кажам право. Треба да награда за кога, за 11 октомври таму, кога. Стварно човекот е експерт. Тоа кој е проблемот, што такви експерти ќе се штитат од таа ограда. Ако оградата на МВР е нефункционална, што и ја тврдам дека е демоде, се комплетно, тогаш треба да се тргне. Ама и треба да се испита дали оваа ограда стварно чини 700.000 евра, колку се платила државата тогаш. Сега дали тука е само оградата, дали и бетонските работи и мермет. Не знам што ќе добие со тоа што ќе вратат оградата, не знам што ќе заштити, затоа што владата 2 пати беше ракетирана, па 2 пати не се најде која ракетира владата и не знам што ќе заштити оваа ограда. Меѓутоа, по мене ова е само символ на глупост и на корупцијата. Да ја вратиме. Да се подсетиме како владееше корупцијата во државата. Затоа што натака одиме, повторно корупцијата да владее во државата. Толку пријатно. Благодарам многу и вам за учеството. Секако продолжете да не следите, останете со нас за да слушнете останатите гледачи какви одговори ќе дадат денес. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, да не биде вие да ме слушате постојано едно 3-4 пати како велам добар ден, секако ќе ве потсетам, не заборавајте активно во црвена линија да учествувате и преку споделување и коментари на социјалните медиуми. Ако сега веќе ќе биде успешно ова добар ден, верувам дека ќе продолжиме со гледачите. Добар ден. Дали имаме некого или немаме на линија? Бидејќи добивам знак дека имаме, па немаме, па имаме. Добро, како и дај ќе се префрлам веднаш онаму каде што ги имаме првичните коментари. Одеме со коментарот на Васко Белески, кој што напишал, а пред се ќе мора да ви покажем и како изгледа нашата објава на Facebook. Секогаш црвена линија за своите теми, објавите ги креирани с фотографија. Прашањето е дали не очекува продолжување на проектот Скопје 2014. Еве го и коментарот на Васко Белески, кој што напишал: морам да признам дека сум изненаден од ваквото прашање. Секој нормален човек би ја вратил оградата каде што и припаѓа. И тоа нема никаква врска со никаква си отвореност за граѓаните. Да, треба да се врати оградата, а тоа што таа била платена 700.000 евра, сметам дека треба да се испита, бидејќи според мене тоа е 5 пати повеќе од реалната цена. Лачки Тодор реплицирал на коментарот на Васко Белески. Васко Белески, не е проблем оградата дали да се врати или не, туку констатацијата дека оградата не била чувана во добри услови. Па ќе се распишува тендер од 10 милиони денари за незина реставрација и враќање на место. Различни луѓе, исти калап. Deal oriented влада. А јас верувам ќе продолжиме со вас. Добар ден. Добар ден. На почеток ќе ве прашаме дали треба да се врати според вас оградата и на што ве символизира враѓањето?
Јас сум на линија. Да, ве слушаме, повелете. Добро, еве вака сега. Прво и основно, ја прашање во ваше другаче би го преформулирала. Например, би прашала дали воопшто требаше да се извади оградата. Да ви кажам искрено, зашто да не се врати? И ја не знам дека е оградата проект на Скопје 2014. Значи, и овој господинот пред мене што се јави, мислам дека ние не можеме да тргнеме напред од негативци во нашава земја. Значи, оградата беше окей, е платена од нашето добро. Зошто се поставуваат вакви прашања? Дали воопшто требаше да биде извадена, според мене требаше да значи прашањето. И само Ќе го поставиме и вашето прашање, ќе го само уште земеме во нешто предвид. сакав да ви кажам. Значи, толку галама се дигна околу тоа Скопје 2014, само едно ќе ви кажам, сите оние неверници вака што критикуваат, нека излезат во град, нека видат туристите каде се шетат и каде сакаат, зашто најмногу се заинтересирани. Има многу често дури и роднини и пријатели од странство што доаѓаат во Македонија. Па дали знаете дека ако не е 2014, ако не е музеот, ако не е Холокаустот, ако не се фонтаните, јас немам што да им покажам. Кај треба да ги однесам? На Камен темелникот на Бехтел и Енкали? Мислам, стварно не можам да го Скопска сватам. чаршија, еве ќе ви ја предочиме, мислам дека исто е предизвик за странските туристи. Навистина не можам да сватам како вака негативно народот размислува. Тоа што е направено, па какво и да е, убаво е за око. Благодарам многу за вашето учество и еве поставивте прашање кое што верувам го слушна гледачите кои што во моментот не следат. Еве гледачката постави прашање, односно го преформулира од типот дали воопшто требаше да биде симната оградата. Добар ден. Здраво, Телма. Голем поздрав до вас. Повелете, Нема ве слушам. повеќе Телма Мелма. Поздрав до колешката, да се повторувам од збор до збор и да се надоврзам. Оставете, барам, до сите негативци, не тие не се негативци, тие се тешки полтрони, партиски, скриени и отворени, да речем, апла, што велиме разговорно. Значи, оставете најдомаќинската влада после експертската влада. И председателка домаќинка, и премиер. Веќе, дали не гледате дека структурно се прават работи од програмата? Значи, оставете не 100 дена, оставете 2 години. 50% ќе се исполнат од Гледачката пред вас постави прашање, да ви го поставиме и вие, дали сметате дека требаше да биде отстранета оградата? Како отстранета? Треба кривични пријави против сите тие, тој злосторникот, монструмот од Муртино и многу други. А шарената револуција, штетите уште не ги гледате по фасади и то колку кошта да се санира. Според вас, што символизира враќањето на оградата во владата? Домаќинска куќа. Секоја куќа која не е оградена личи на куќа, на домаќинска. Домаќинска, значи се знае дека има таму нешто нормално. Како без веза, не е ова парк? Така, благодарам, многу го ценим и вашето мислење што го споделивте со гледачите и продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, ве слушаме, повелете. Само, Тина, Да, ве во слушаме. програма сум. Да, ве слушаме, продолжете. Е вака, ја да му предложам нешто на овој мојот пример што ме критикуваше. Оградата не требаше ни да се извади, па тој е љубоморен на се живо. Што очекуваме ние од такви луѓе? Полицаец бил. Па што и мојот татко бил полицаец, жандармерија служил. Па тој знае ли што е заштита и право на човек? Па изумревме од вакцини, од убиства, од разни работи. Да се навратиме на темата на што ве символизира враќањето на оградата како граѓан. Оградата треба да се врати. И Добро. се враќа оградата, тоа е домакински. Се да е од злато и злато да јадат, пак е крадат. Тоа му е јасно, нему и затоа му одговара. И затоа го сака бошобузлукот тој. Пријатно. Благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Поздрав од Горча Сити.
Еве, кој е вашиот одговор на прашањето? Дали Вака пред се сега. требаше да се отстрани оградата? Тоа го постави гледачка. Тема малце ми го расипавте денот. Одмah ќе ви кажам. Тоа е друга тема, значи не требаше ни да стават, не требаше ни да извадат. И има многу теми што може се да поставите. Груевски знаеме кој беше 10 години, знаеме Заев кој беше што сотре Македонија. И има теми. Мицковски не требаше во контекст овие двајца да го пишите. Се надевам дека ќе опре и вие една тема ќе сајте. Луѓе уште зимаат по 3-4 плати, на платен список се. Тука треба да презиме нешто Мицковски, преко неговите ресори таму. Не може некој да преживува со една пензија или една плата минимална, а некој по 3-4. Еве советниците. Ако сакат советници ни по градовите, нека откажи работата, нека биде советник. Не може и советник да зима таму и плата да зима и во управен одбор и ована. Зато викам демократска телевизија, не може да се лутите темата, вие мате денеска бош. Му дошло на народот, обично македонец до оградата. Па знаете, се чини, пари чини и да се врати, пари чини и да се стави и да се врати, а тоа се народни пари. Ако сметате дека народните пари не се тема за граѓаните, тогаш може би и ние сме сгрешиле, не знам. Еве ќе видиме што ќе кажат останатите гледачи. Сега ќе ги вклучиме и оние кои што коментираат на X платформата. Матевски Ал го има напишано овој коментар. Она кога враќање на оградите се победни од враќање на правниот поредок на државата. Според тоа, и ве прашуваме, ќе почнеме сега кои со прашањето кој што го постави гледачката некаде на почетокот на црвена линија како предлог прашање, односно дали воопшто требаше да се отстранува оградата, што ве символизира, односно на што ве символизира враќањето на оградата. Дали не очекува продолжување на проектот Скопје 2014 и дали сте за тоа да се врати оградата? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас одобрувам што ќе се врати оградата, ќе се уреди дворот, ќе нема змии, ќе нема високи треви. Дали ме слушате? Да, продолжете. Благодарам. Тоа е за мене исто така одговорно и домаќински. Околу парите колку чинела, веќе никому не верувам, бидејќи неверојатно се лаже во Македонија, но имаме институции, па нека проверат. И нека одговара некој ако тоа била прескапа ограда. Колку јас знам, коварно железо е многу скапо секогаш. Му благодарам на Груевски и на неговата влада, иако никогаш не сум навивела за никого, што ни направи музеј на отворено со спомениците, што и да сака некој да не избриша, кон тоа се трудат многу, па и вакви прашања, исто се тенденциозни, не можат. Има уште многу ликови од историјата на Македонија што заслужуваат споменик. Очекувам и спомениците да се исчистат, да се поправат, оправат. Му благодарам за музеите низ Македонија што ги отвори. Сега, ако некој сака да оди во кладилница наместо во музеј, тоа е негов проблем. Некои генерации ги сакаат музеите. Ете му благодарам за тоа. Одобрувам за оградата. Благодарам. Единствена тенденција ни е да ги слушнеме вашите одговори, како што прочем беше и вашиот, и да ви се заблагодариме за учеството и секако да порачаме да останете со црвена линија. Да слушаме останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија. Па јас сум и за и против. Како прво и прво на враќање. Како прво и прво зошто е поставена оградата? Комунистите толку време беа на власт, таму е Централниот комитет беше колку што знам. Таму беше власта на Република Македонија, на Социјалистичка Република Македонија, па не беше заградено и никој не се осуди да влези таму или било што. Значи оградата е малци, може да се рече и перална. 700.000 евра фрлени за некоја си ограда, да, сега имало змии шетале. Змии шетат секогаш. Не само сега. Та имало ограда, та немало ограда, змиите се таму. А сега тоа што нема кој да го одржува тој простор, па тоа е на владата. Сега, што се враќа оградата? Па Мицко си сака
да го повтори Груевски. Тука е цела работа, тоа е негова школа и тачка, тој сака тоа да си го направи. Да биде исто како од времето на Груевски. Па ќе биде, ете, ќе дојдат заварувачи таму едно друго, ќе ги заварат тие елементите од оградата и се ќе биде како што било за времето на Груевски. Остана уште Рамилокот, и тој ќе си дојди, не е проблем. Се ќе дојди, се ќе биде како што било за времето на Груевски. Благодарам многу и вам за учеството и ете она што го велиме ние во Црвена линија е дискусија каде што вклучуваме, се разбира, огромен број гледачи, тоест вас како граѓани, што значи различни гледачи и различни мислења и сите се добре дојдени. Она што останува недобре дојдено во Црвена линија е секако говорот на омраза, на вредливите зборови и говор кој што алудира на насилство. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме и вас. Благодариме. Помна змии, господинот. Таму шетале 7 години црни мамби, овие кобри отровници. Не обични змии, овие подскорци овдека. Црни мамби, тие се наотровни. А зашто не знамо, зашто го напаѓаат овој џукчо? Ја пратам стално. Човекот нека се избори зинат него и такви како него и за социјалдемокративе. Не 700 милиона евра да кошта ќе направат. За инат. Имало корупција. Он збор не кажа за нивниве коруптивни сделки. Македонија закопава дризла. И ја очекувам Мицкоски се да поапси тоа таму. Да се навратиме на темата. Некои од гледачите поставија прашање и ќе го поставиме до вас. Зошто е отстраната оградата воопшто, исто има прашање зошто е направена воопшто оградата и еве, дали сте вие да се врати оградата? Па затоа ја отстраниле, зашто ја направил Груевски. Ете за тоа, за имат него на прашањето зошто е направена оградата првично? Едно убаво личи, а второ има разни багабонти по светот. Гледате во Србија сега со овие стрелки ве напаѓаат. Има разни терористи сега, се движат низ светот. Не е случајно да прават за безбедност, не само за нашиве, него и за странски политичари што идат тука. Така, големо благодарам за вашите одговори и секако за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Секако и ве слушаме, повелете. Многу слабо тинче ве слушам. Ние одлично ве слушаме, продолжете. Добар ден до вас, добар ден до уредувачката куќа што вакви теми поставува. Баш мене ми одговарат овие теми. Први треба да се најде виновникот зошто ја изваде и сите трошкови, тој што ја изваде оградата, да ги плати, а не државата. Така треба да спроведе закон Мицкоски. Друго, подхитно да се врати и бистата на Чосето. Не смеја да е питна бистата на Чосето. Све што направи ВМРО, за името СДС уништи. Ја уништи државата цела, ја украде цела држава, затвори луѓе невини со намештајка за терористи, а терористи се тие. На што ве символизира и враќањето на оградата вас лично? Како не ве разбрав? На што ве символизира враќањето на оградата? На домаќинска куќа и обележие дека е влада на Македонија. Инаку како штала и кој ни врзува тука. Треба, колку што е зградата, толку и треба. Јас сум била во таа влада 80 година со Благоја Попов, представник на Македонија во Србија. Од секој пат била заштитена, не била ваква уворинирана. На што личи тоа? Како да се наоѓа кога може американска на амбасада. Благодарам многу и вам за вашето учество во Црвена линија. Подсетување за останатите, мерете го времето, бидејќи 90 секунди едно излагање. Продолжуваме со дели од коментарите од X платформата. Скопскиот го има напишано следното. Го читам хајпот околу оградата на влада и си викам, ма не. Боле е вака со глупите бетонски оквири и региосаната инсталација на заштитна ограда против демонстрации. Добар ден.
Ало, Тина, добар ден. Голем поздрав до вас и секако драго нешто еве повторно од Германија се вклучувате во ова издание на Црвена линија. Повелете. Се радувам, Тина, да ме препознавате. Па, Тина, ја вака ќе кажам. Па тоа беше многу убаво направено и не требаше да се тргне. Што го критикуваат Никола Груевски? Па Никола Груевски ги направи сите наши символи према наша историја, античка Македонија. Зошто сега моите македонци се супроставуваат против тоа? Па ние ако немаме историја, ние немаме ни држава. И зошто некои слушам ги се против тоа? Јас сум против што се и турна таа ограда. А сега треба Христијан Мицковски, што уште сега почиња да по него фрла дрва и камења. Па оставете го малку, 1 година, 2 години и господјата Дапко Силјановска. Ја верувам дека тие пак ќе успеат и ќе докажат на народ дека сме ние таа Македонија Александрова античка Македонија. Ќе ви поставам Македонија. прашања кои што беа поставени од различни гледачи. Едното е според вас зошто се постави првично оградата, а второто е зошто и се отстрани. Па тоа е наша, како да кажам, влада. Никаде не постои... Тина, вака ќе кажам, која куќа има у Македонија, кој приватен? Не продава овци и крави да направи ограда на куќа. Зошто не зема да ги туркат оградите? Еве ја посебно прашање поставам. Зошто се бунат моите македонски? Ајде нека земат нивните огради, нека ги туркат. Да видиме како ќе изгледат тие куќи без огради. Тоа е влада и мора да биде заштитена, а не секоја куќа да дига нога таму и да замочува. И како изгледа со таа трава, тоа стана депонија таму. Тоа е жалосно, идат странци. Јас сум се сретнувал со странци, па им кажувам и расправам што е тоа, кој символ е тоа, кој е тој символ. Па јас сум се гордеал со тоа, Тина, и сега се гордеам. Благодарам многу што не следите и што и денес учествувавте во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Ве слушаме, повелете. Поздрав од Кавадарци. Поздрав до кавадарчани. Вака сега се зборувам за оградата што е извадена. Со таа ограда што е извадена, можеше и со Скопје 2014 тие пари што се фрлени, можеше да се направат чепрени галиште. И ќе беме економски јаки, и струја, и сече имаме ефтино. Тие пари што ги искрати Груевски и таа банда расипничка, начело со Груевски и со Мијалков, и вие други се, она Јанушев, сите стари кадри се турени, дели и срам вие што бранат бе. И јас сум ВМРО, ваколи ВМРО, а запусти тој Груевски Македонија бе. Криминал не виде, и заев него бранам ја, и заев направи криминали, ама треба економија бе, земјоделие се запустија бе. До оградата линија дојдена, че иделе острана, че гледале споменици, од споменици не се живее. Кажете ми, еве, им поставија гледачите прашање зошто беше поставена оградата, а имаше и прашање зошто беше одстраната. Дали се уште го имаме гледачи? Може да е извадена, ама зошто се градела оградата из Скопје 2014? Реков, можеше да се направи чебрени галиште. Сите криминалци увоно на чело со Груевски, колку пари заја за ти? Благодарам многу за учеството. Уште еднаш поздрав до сите кои што не следат од Кавадарци. Ева уште еден шегубен коментар, но такви се оние кои што се твитерџи некогашни, сега пишуваат коментари на X платформата. Димко напишал, него да прашам, дали има ограда на крај на планетава да не испаднат луѓето. А ние во Црвена линија ве прашуваме, еве, на што ве символизира враќањето на оградата во владата? Ви се чини дека не очекува и продолжување на проектот Скопје 2014. Гледачи поставија прашање зошто првично беше поставена оградата, а имаше и гледачка која што постави прашање, еве да одговориме, нели сите вие кои што ќе се вклучите, зошто и беше одстранета потоа оградата. Добар ден. Добар ден, Македонија. Господине Тале, повелете, ве слушам. На денешен Свети Наум Охридски чудотворец, се православен, голем, рамнопостолен светител. Сега, ајде на имењата нека се честите на оние кои се викаат Наум или Наумка. Нека име вечно името. Така, амин. Што да кажам? Замислете, луѓе,
дали има еден албанец кој би се противел на градба на албански споменици во Македонија. Еден таков нема да се роди. А замисли, по толку емисии, толку квази македонци плукаа по наши македонски споменици во Македонија. А темата ни е оградата пред влада. Еве гледачка, ве молам, господине Тале, ве молам, кажете ми според вас зошто беше изградена оградата? Видите малце, пред малку еден плукаше по македонски споменици, а се правеше во Маровец. Не разбираш? А Груевски постави оградот и има шарени антимакедонци што сакаа да јадат живи луѓе во парламентот и да прават како во Украина портокалова квази револуција. Дали сте за тоа да се врати оградата? Па нека има, не е проблем, но сигурно СДС подобра е ограда како што беше лична, зашто региосани тараби да стојат пред влада. Сега Груевски градеше и фабрики, и училишта, и болници. Да се навратиме на темата, ве молам, секогаш истото мораме да ве опоменуваме. Значи, темата не е околу сега моменталната состојба, најавено е враќање на оградата. Интересно така. Според вас, што символизира враќањето на оградата? Еве, тоа може. Темата е дали се враќа 2014. Така, благодарам многу за учеството и да се држиме до темата. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, ве слушаме, повелете. Темите ви се дали треба да се врати оградата и... Тоа е прашање до сите гледачи. Да. Мене ми асоцира ова на нешто друго, да не треба да се врати Љупчо Георгиевски или Никола Груевски, тие да се вратат по-арно уште. И таман ќе би да работава све што е сега започнато, како што ми изгледа со новава ситуација и со новата влада. Говорете, за треба да се врати оградата тамо, како што се стоела и прескодната влада ја уништи, како што веќе тоа беше, ама каде, од каде тој толку инат овие права, ова растураат. Тоа треба да се води дебата за тоа, зашто ти направено нешто да го срушиш, ајде, веќе готово. Тоа владење, тие го оставете го, зашто да го рушиме сега, ајде. Ја не сум за тоа. Мене ми се чини дека работиле ова сега кој што идат со ова најновиве што ја слушам денеска вести, дека се сведува на тоа, на враќање на нешто ново да видиме, а не да враќаат Никола Груевски со ова оградава сега. Или Љупчо со кога да кажеме тама еден пример него со овие со рафинеријата или уште X други работи се. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Подсетување, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Ало, ме слушате? Да, повелете. Ке пројдам одма на тема. Значи за оградата. Оградата треба да се врати. Зашто ја просто ќе ве прашам, вие куќа дали имате? Ако имате куќа, дали вашата куќа е без ограда, па и она да биде без ограда? Ало? Ма ве слушаме, вие еве прашувате, ќе ги прашаме гледачите дали нивната куќа има ограда. Ете ќе го земеме во предвид и тоа прашање. Еднакована за парите колку е платена или колку е онадена, нека не влеземе во тоа, знаеме на нашите влади како и што прават и што надуваат, да прашаме автопатот 1 километар не е направен ни 10 сантима, а некаде гледаш што Груевски, значи на Мегдан го стави тоа. Може да кажам, досега сум единствен од друга етничка група што се јавува, не сум македонец, мислам, јас сум македонец, ама по нација не сум македонец. Они самите себе си се продале. Нека ги остават господинот Мицковски, нека се ја води работата, бидејќи проектот 2014 Убајна ни донесе во Скопје. Во Македонија Убајна ни донесе, а некој сакаше да го руши. Ама имало Господ. Ни се врати вистинската влада. Ви благодарам многу. И ние ви велиме големо благодарам за вашето учество во Црвена линија и колку што паметам е прашање плюс, кое што гласно го постави гледачот, дали има куќа без ограда. Како и да, имаме сега и многу прашања кои што дополнително се создадоа како иницијатива на гледачите кои што се вклучи.
односно едно од прашањата беше зошто првично беше поставена оградата според вас, зошто беше отстранета е второто прашање, има ли куќа без ограда, а ние ве прашуваме на што ве символизира враќањето на оградата во владата. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Голем поздрав секако и до вас. Видите, многу зборови за ништо не изгледа правиме. Оградата си е ограда. Ако е врши функцијата на ограда и потребна е ограда од естетички причини, па може би ограда како ограда се огради објект од дворете. Зашто да не се направи ограда? Но ако е тоа одинаед само, јас не знам какви размислувања имат тие нашите првенци. Иначе, исклучиво, јас како македонец славјанин, не знам оградата како изгледа, ако сака да пуштат античка порака и да провоцираат некого, а во исто време и мене како славјанин да ме омаловажуваат со антиката, јас не би се сложил да се стави таква ограда, дека се стави друга ограда, инаква ограда, па макар и била и со Титови петокраки таму, ако сака, така не воспитува, па после се префрлија на античкиот македонизам. Јас се извинувам, меѓутоа е глупо се расправите околу оградата. Сето тоа чини народни пари, господине, затоа и се поставува темата, затоа и јавноста реагираше. Ако е врши естетиката, ако е една Благодарам многу за јавувањето. Еве уште еден коментар. Кото тамо пева, на X платформата го има напишано следното. Поголема ќе излезе таа дека оградата се оштетила од несоодветно чување на отворено, кој на оградата да не е намената нон-стоп надвор да биде. Ако до сега не слушавте, се поставија голем дел прашања, се разбира од самите гледачи кои што се вклучија, па еве зошто се постави првично оградата воопшто, зошто се отстрани оградата и на што ве символизира незиното враќање во владата. И секако еве значи ли ова продолжување на проектот 2014. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Мене воопшто не ми личи продолжување 2014, бидејќи ограда си е ограда. Тој објект е направен, значи оградата е направена ајде од бетон и што и треба значи додатно на оградата да личи како што е ограда. Да го нема оној статичкиот објект, тоа е веќе друго нешто, пак ајде отворено личи. Меѓутоа вака тоа да ви стои да немате додатно што си кој зависи што треба и да биде, мислам дека не лични и сум да овакво, меѓутоа 2014 ја мислам дека уопште нема врска со ова, бидејќи што требаше да биде плоштадот авионска писта. Значи некој сакаше да биде чист плоштадот, да нема ништо и да биде авионска писта, а ние одиме во сите држави и се воодушуваме во Рим, не знам, во Прага, во Аустрија, во сегдека, кога ќе одиме и кога влеземе на плоштадот и кога ќе видиме све што има, паѓаме у несвес колку е убаво и ова и она све, а кога е кај нас е веќе кич, па не е убаво. Ја ми можам да сватам народот како размислува, значи со Скопје 2014 што нон-стоп. Па јас работев во центар, па ја не можам да ви кажам колку странци јас сум ги имала сликано. Луѓето доаѓаат, гледат, се одушевуваат. Прво его и Вучич самиот рече дека не можеше Скопје да го познае кога дојде. Значи кога другите кажуваат нешто убаво, ние самите се поценуваме. Значи ја не знам. Ке подсетам само внимавајте на тајмерот. Благодарам за учеството. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Почитување и првин сум загрижен дали ќе влијае на вас од нашите глупости, возрастни луѓе сме, од секакви глупости што ги слушате и јас сум загрижен искрено. Во врска со прашањата што ги поставивте, дали требаш или зошто ќе се одговори за ова враќање во накнадна иницијатива, ќе се одговори од кога ќе почне монтажа на истата и ќе се види колку, дали е целосно таа
е целосна тука, затоа што по мене мислам дека отстранувањето на оградата беше и за одредени викендици вили во Македонија, можеби дај Боже да не е така, ама еве ќе бидеме сведоци и да те замолам, пошто си помлада, да ова го запамтиш, ќе видиме колку од таа ограда ја нема. Што се однесува до оградата што ја отстранија, со цел за да кажат дека се демократи, дека не треба оградување, зашто ја заменија со полициските огради кои што до ден денеска уште стојат там. И благодарам многу, почи. Голем поздрав до вас и големо благодарам за јавувањето и ете тоа што ни укажавте, секако нашата редакција ќе го меморира и запомни. Неделко Суботич го има напишано следното. Битно нешто ќе се врати. Сега дали име или ограда, тоа е сам човек толку може. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па, една куќа е лице, например, оградата. Човек кој ќе дојде од страна, кој ќе види убава ограда, вика, овие се домаќини луѓе, имаат убава ограда, убава куќа направено и ред ги работи. Така да оградата треба да се врати, ама не сега со народни пари, треба од Муртино зајчето да го донесат за уши и да ја завари цела, да ја врати како што си беше. И да плати све што направил штета тука околу таа ограда. Друго, за наредните власти кои ќе дојдат, да не мислат само сечи, вади, фрла и онади, ајде, јас сега сум на власт, правам што сакам, па после другите што сакам нека прават. Значи, тоа е голема штета. Од 3 пати ќе се прави на иста ограда, за на некого му текнало, демократ дух ќе ја сече оградата. Да ја направи он подхитно. Фала на слушувањето и пријатно. Секако големо благодарам и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Орце го има напишано следното како коментар на X платформата. Дали може да покажеме? Абе, овие коце го вратија, вие за една ограда се секирате. Оние кои што не следите од почетокот, знаете дека и гледачи поставија прашања до сите вас, така да ете има многу прашања кои што сакаме да слушаме како ќе ги одговорите. Почнувајќи од зошто се постави оградата, зошто се отстрани, имаше прашање оградата и секако ние ве прашуваме дали не очекува продолжување на проектот Скопје 2014 и секако на што ве символизира враќањето на оградата. Добар ден. Ало, добар ден, Тинче. Ако може малку погласно. Голем поздрав, Тинче, да ти кажем, стално да вртим, прекрасна режија имате, префралијаме, почека малце. Вака сакам од срце да те поздравим и да ти кажем, овој што е направено, да ти кажем, овие да се покажат сега, нели направија убаво се ограда и сега зашто они да се гордеат што направил, например, Груевски, дај тој ние ќе бутнемо, па ние ќе направимо, ама они не можеа да стигнат ништо да направат, пошто се парите ги заслепија, почнаа тамо овамо да кразнат, да упропастуват народ, да менјат. Овие партии, значи, што наприе, што ни сметаше огради стојат со години, со години, еве куќи, што викаше еден гледач, пратим ги многу ги вашите емисии, од ограда има ли, тој цврсто, тој може да остане до вековиште, но тоа е само, тоа е зашто Груевски да се негово име слави, направил, видите, требаше овај, што рече човекот пред мене, ај ја да не биде вулгарна, ништо не направи, само цркнете, пукнете, овој да ви биде, оној да ви биде, ево ви ga на какви работи не смо чуле од njega, оград да бута, срамота и греота народот да пати толку, овие партии стварно што направија, што ни сметаше ограда, сега како направат, например, ограда, па ќе иде од народот, па ќе одбиват од наши плати, од наши пензии, од, например, од Вајдо и домо, стечајци. Знаеш колку сме се мучили овие 30 години, додека да дојдемо и ќе бутат. Па тоа е више стварно, како едно време, Тинче, знаеш, К-15, на тига, дај ми га, даат К-15, па не га земат, еве са ке овие исто, но дај Боже овие да се освестат и да се намести тамо ограда, старали. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Еве уште еден коментар, не подсетивте со тоа што ги спомнавте К-15. Божидар Спировски напишал: извади ограда, стави ограда и така 50 години. К-15 вода може да им носат на политичариве.
да слушнеме останатите што ќе одговорите. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас во Црвена линија сте. Дали се во Црвена линија? Да, ве слушаме, повелете. Сега вака, од Кавадар се јавувам. Уште еднаш поздрав до кавадарчани, денеска сте активни. Кавадар е најразвиена општина во Македонија. Кавадар е најразвиена општина во Македонија. И од Кавадар ќе му порачувам. Груевски поскитно треба да го уасат. Да се вратиме на темата, ве молам, еве, зошто беше според вас поставена оградата првично? Нема потреба од собствениот народ. Нема потреба да се поставува ограда во владата. Значи, тој такви проблеми направи со Скопје 2014. Значи, со тие пари се направаше Чебрен Галише. Значи, тие човек тебе у криминална влезен одма да го уарсат тие Груевски. Настани тебе ограда. Од кого? Од собствениот народ се гледа, он тебе и стробовите не извадат. Значи, подкипно себе да го уарсат е меѓународна потеница за тие Груевски. И јас сум еден од оснимачите на ВМРО. Тако ВМРО настани тебе со Скопје 2014 направи пустош во Македонија. Значи, со тие пари се направеше Чебрени и Галише. Нас не треба економија, а не треба овие спортски игралишта. Преко глава не е дојдено од спортски игралишта. И не оградата и тие стробовите треба да се извадат. Благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не следите и еве уште еден преку вас поздрав до кавадарчани. Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав до вас. Поздрав исто. Па вака ќе кажам, ако гледаме хронолошки, се појави една шарена револуција у периодот, тамо 2015 година, така нешто беше 16-та, и се изгуби закрилата или поддршката од странскиот фактор од Западот кон господинот Бегалка во Будимпешта и наеднаш му текна и изгради ограда и тоа од ковано железо. И таа ограда ја стави само за тоа да се штити, бидејќи више американецот не го штитеше, му откажа заштита, значи дека можеше да добие и напад од надвор. Значи, господинот од Бегалката што е во Будимпешта. Сега, тргањето на оградата беше додорување кон народот од страна до тој дечкото од Муртино. Он па обратно, да направи поени дека еве владата е народна, дека владата се грижи за народот и сите тие работи. Ама испадна и тоа фарса дека е превара. Тој примаше огромна поддршка од страна на тој меѓународен фактор. И само сега овој трети општо сака да прави огради, да праша каде е таа кованата ограда, кај заврши, како бекатон плочките што завршија кај Шилегов у Маврово таму кај завршија, оваа ограда кај заврши. Поздрав, пријатно. Благодарам и вам за учеството. Ете, експресно дојдовме и до времето за реклами. По рекламите следува да погледаме како нешто не следат на Инстаграм одговорија на денешната анкета. Прашањето беше дали треба да се врати оградата пред влада. Повторно се појави ова, чекајте да ви покажеме, еве го на што го бараме. Сега ако бидете подготвени што поскоро, бидејќи ќе се пренесеме во оној дел каде што ќе има многу забава и секако многу вредни награди. Еве, тоа е оно што го баравме. Дали треба да се врати оградата пред врата? Инстаграмџи вака одговорија. Со да 64%, со не 36%. Следете да на Инстаграм, веќе од утре учествувате во новата анкета. Секако топло ве порачуваме да учествувате во заврти на Телма. Денес е убав ден, да не заборавиме среда е среќен ден, а главната награда за некој од вас ќе биде нов фрижидер. Се гледаме.